Илјадници тони храна која е добра за консумирање секоја година завршува на депонија. Овоше и зеленчук што стоеле неколку денови, но не се расипани, млеко и месо со нивните преработки кои се пред истекот на рокот, лепи печива, сладки и друга пакувана храна, секојдневно се исфрлат од македонските маркети. Многу мал дел од тие количини завршуваат кај сиромашните луѓе. Токму поради тоа, денес во Струмица беа презентирани собраните резултати во рамки на проектот "Храната за гладните, а не на депонија", не за фрлањето храна. Истражувањето се реализира само во Струмица и Струмичко. Резултатите не ги знам да бидам искрен, бидејќи партнерката Ленче од организацијата ќе ги презентира подоцна, но секако дека имав барем малку увид во тоа како и во другите градови, бидејќи таа презентација идеше право нашата за во Скопје. Во Скопје пред 2 дена, вчера бевме во Битола, еве завршуваме кај вас во Струмица, да видиме колку и како се фрла храна. Резултатите, како што кажав, ќе ги презентира Ленче Христова, која што барем што мислам дека навистина, иако знаеме ние дека малце сме посиромашни како граѓани, но сепак многу храна се фрла. Ќе видиме како понатака ќе биде, значи нареден чекор е да пробаме, барем во предизборите или после тоа, да пробаме да усогласиме и ние еден можеби посебен закон за нефрлање храна. Своја презентација имаше и првиот представник од Франција, кој успеа да го поттикне и донесе законот за нефрлање храна од маркетите во нивната земја. It's an honor and I'm very proud to come in your country, in Macedon. I love your citizen here. Навистина ми е чест и навистина сум горд што сум тука во Македонија. Морам да ви кажам дека многу ја сакам Македонија и секако македонските граѓани. Пред 2 години бев избран во едно предградие во Париз, каде што сум на функцијата градски советник. Кога станува збор за законот, истиот е донесен на 3 февруари минатата година, станува збор за еден навистина историски закон, кој затоа што за прв пат во една земја широм светот се донесува овој вид на закон. Што се случува? Секој граѓанин кој што сакам има право да основе едно здружение или асоциација, и ваквите асоциации може да појдат до супермаркетите и да побараат од супермаркетите да ја донираат храната која што останува, значи вишок храната. Доколку супермаркетот одбие да ја донира оваа вишок храна, треба да се соочи со плаќање на казна во износ од 3750 евра. Со самото донесување на законот, од периодот на донесување до ден денес веќе се оформени над 3000 здруженија, а со помош на овие 3000 здруженија се дистрибуирани 10 милиони оброци, секако на луѓето на кои што им се потребни. Значи, морам да кажам, кога станува збор за проблемот е ист како во Македонија, така и во Франција. Значи, едноставно, кога станува збор за средната класа и за сиромашните луѓе, буквално ситуацијата е иста како во Франција, така и во Македонија. Истото се однесува и на однесувањето или ставот на супермаркетите, кој што е буквално подеднаков како во Франција, така и во Македонија. Оттаму, она што јас би го апелирал до премиерот, до председателот, воопшто до владата, до властите да се донесе еден ист ваков закон. Се поставува прашањето и зошто би требало да се донесе еден ист ваков закон, затоа што во спротив на 50 килограми храна буквално се исфрлаат секој ден од супермаркетите. Овие 50 килограми храна би биле сосема доволни да прехранат милиони луѓе, односно да помогне на милиони луѓе кои што имаат потреба од ваквата храна. And in front of that, you have got millions poor persons. We can help all these persons thanks to this food. And it is very emergency. Резултатите од реализираниот прашалник како активно се реализираа во рамки на проектот "Храната за гладните, а не на депонија", поддржан од програмата на Цивика Мобилитас, проект на Швајцарската агенција за развој и соработка. Организациите вклучени во оваа акција се дел од неформалната коалиција за борба против гладот, и тоа Храна за сите, Банка за храна Македонија, Организација на жени од Струмица, Младинска алијанса Тетово, Младински културен центар Битола, Уметност на живење Македонија СУНА и Коалицијата за одржлив развој од Скопје.